Галичник и годинава ќе биде центарот на македонската традиција, љубов и свадбени обичаи. Денес во студиото разговараме со годинишните младенци на галичката свадба Александар Пендаровски и Мартина Михајлова. Добро утро за вас и добре ни дојдовте во Македонија наутро. Добро утро. Ви благодариме на поканата. Навистина ни е драго што ве имаме и што ќе зборуваме за галичката свадба и вие инволвирани годинава нели од неа и дел од неа. Александар, она што е интересно за тебе дека твоите чинам мајка и татко биле токму дел од оваа галичка свадба, односно правеле нели таму свадба 91-а, ако не се лажам. 91-а, точно 35 години. Така е. Сега со какви емоции влегуваш ти, со какви емоции твоиве со оглед на тоа дека нели после 35 години имниот син истото ќе го помине. Ова е нешто посебно за мене. Јас израснав со приказната, слушајќи нивната галичка свадба. Верувам. Колку добро си поминале, емоциите нивни, атмосферата што имале, со неверување дека некогаш ќе видам јас тој галички зет. Имав таа желба, од секогаш постоеше кај мене и сега моментално ми се оствари. А кога дознавте дека токму вие сте избрани, нели, за годинишната галичка свадба, која беше вашата прва реакција? Кому се јавивте најпрво за да ја споделите оваа убава вест? Кога дознавме годинава дека сме избрани, ние навистина бевме во неверување. Бидејќи оваа година и одборот што нима кажано, најголема конкуренција до себе има. 10 пара кои што сите имат силно галичко потекло, корени од таму, имаат учество во заедницата, така да ние навистина не верувавме дека ќе бидеме избрани. Позитивно изненадени, прерадосни бевме. Прво се јавивме на нашите родители, бидејќи тие ни сипна голема поддршка и тие бе прерадосни за нас и со така, и понатаму споделивме со пријатели, со поблизо круг на луѓе. Сега Александар нели го врзува галичката свадба со неговите. Како успеавте вие да се договорите дека еве ќе аплицираме, ќе конкурираме за да ние бидеме невеста и младоженец токму на галичка? И колку бараше тоа некаква подготовка, меѓусебно, првенствено, не е се едно, нели? Свадба како свадба, сето тоа е интимен чин со пријатели, но ова веќе е јавно. Ние пред 2 години се запознавме. Кажав точно што како стои работата околу галичник и дека пред 2 години се запознавте како дечко и девојка или како дечко и девојка 2 години и кажав моите емоции, убавината према галичникот и дека сум од една страна јас чисто крвен галичанец. Претходната година за прв пат она присуствуваше на галичката свадба, јас си предложив доколку сака за оваа година да конкурираме. И со среќа може да видиме. Подготовките започнале минатата година. Минатата година се почнале подготовките. И фамилијата негова ми објаснува како си поминале, како се одвила целата церемонија, неговите родители ми споделува моменти и присуствував, сум била таму, така да без мислување прифатив јас. Александар, кои беа првите совети што ги доби од родителите со оглед на тоа што тие веќе го имаат поминато ова искуство? Да уживам во секој момент. Добро. Да си градам спомени. Пошто тие спомени ќе ми останат за секогаш. Кои беа советите до Мартина упатени? Исто така ми ги објаснува како одат процедурите, истото ми го кажа на мене, да бидам опуштена, да уживам во секој момент, бидејќи тоа кратко трае навистина, брзо поминува, успомените секогаш ќе ни останат на нас. И така, полека се спремна. Како ја доживеа ти галичката свадба минатата годината кога имаше можност да присуствуваш токму на таков чин? Јас бев воодушевена. Ги гледав целата церемонија како се замислуваше ли во тој момент? Па бидејќи претходно имавме размислувано, јас си велев дали би можела јас да ја одиграм оваа улога. Меѓутоа мислам дека е преубав чин, преубава традиција. Што е највпечатливо да речеме од целата таа свадба? Кој момент за вас е највпечатлив? Сите обичаи се убави. Да, тоа сигурно. За сите обичаи треба посебно спремање. Така, но еве нешто што ти така. За мене јавањето коњи од секогаш ми било нештото најубаво. Јавам коњи, имам искуство со јавање коњи, како и целата коњаница што ќе видиме, тој момент за мене е назначен. Одлично. Така, за мене облекувањето на невестинската ноќ е дефинитивно. Мислам дека сите девојки тој момент има посебен, кога не облекуваат, кога доаѓаат сатовите по нас, се оделуваме од куќата, нели символиката оделување од куќата на родителите,
стапување во брак, така да тој момент е А и на тој момент да се Но подзадржиме. да, македонската носија има голема тежина и физички тежи 25 килограми, Точно. така не е лесно да се износи сето така е, тоа. Се така е. подготвуваш ли за Подготвуваме, да. тој психички момент? Да, се Па и подготвуваме. физички момент. да, Тој навистина, товари така е, на така тебе. е, така е. Ние сега имавме пресконференција и интервју, каде што имав прилика да облечам носија, така да тоа ми беше многу убав момент каде што јас можам да доживеа како за прв пат како е да се облече носија и чувството е навистина преубаво, тоа е посебна, тоа е преубава носија, има историско значење, самите елементи се над 100 години Се чувствуваш стари. посебно, се претпоставувам, чувствуваш кога ќе- многу И привилегирана, и привилегирано, сигурно. така да и тежи носијата, меѓутоа навистина кога те понесе моментот, мислам дека Јасно. тоа ќе Забораваш, се да, забораваш на тие детали. Така е. Сега во подготовките кој е најголем предизвик? Како течат подготовките? Све иде според организираното, според плановите. Вие следите некој распоред? Следиме распоред Така. точно, пошто секој обича си има свој распоред како почне, како се завршува. И имаме огромна поддршка од организацијата местната заедница, од родителите, нашите пријателите, сите ќе бидат присутни и јас верувам дека кога сите ќе бидат присутни дека нема да има проблем да ги спроведеме сите обичаи како што треба да се поред. Така е. А што значи за вас галечник? За мене галечник значи љубов, Аха. традиција, детството мое и почита кон предците и сето тоа што не спојува на едно место магично да Имате ли кажеме. некој омилено место? Омилено нешто што што така постојано го правите кога ќе отидете на галечник, пошто претпоставувам дека сте имале можност нели да отидете. Да. Прошетката. Низ галечник секогаш ни исполнува духот таму, мирот, спокојот што го имаме. верувам дека е така. Добро, што да им препорачаме на младите? Идните млади кои што би размислуваат, можеби да се пријават. Без двумање да конкурираат, ова е една голема чест што јас имам оваа година и што верувам дека секој што ќе конкурира за наредните години, ќе осети таа чест што имаме ние сега моментално и дека ќе бидат избрани пред. Како за крај имам само уште едно прашање кое што сакам да му го поставам на Александар. Александар, кога ќе помислиш на твоите баба и дедо, што мислиш дека би чувствувале ако денес, еве, можат да ве видат како ја продолжувате оваа семејна традиција? Баба ми е веќе во галечник, она ќе присуствува на гречката свадба, со душа чека да дојдам. Ситно броиме до гречката свадба. Најзадоволна и највесела е. Најзадоволна, највесела, а дедо ми исто така сигурно од негде ќе ме гледа и ќе биде премногу горд и среќен за мене. Така. Епа, нека биде убава свадба. Нека биде убава Благодарам. свадба, одобруваме Деликатно подготовки. и Лесни Убавени. подготовки, убавени и убавени секако и во вашиот заеднички понатамошен И како живот. викаме по македонски, па на мекици на ноđиње, знаеш како се Така, бори. си поред, си поред. Ви благодарам. Ви благодарам. Ви благодарам.